Мозок со рок на траење. Во ова видео ќе зборуваме за употреба на мултимедија и ИКТ системи како помошна алатка при реминисцентна терапија за луѓе со деменција. По терминот деменција се подразбира сериозна загуба на способноста за осознавање на една претходно здрава личност. Губењето на когнитивните функции може да доведе и до губење на идентитетот на личноста. Деменцијата е прогресивна болест и моментално не постои лек кој би можел да го стопира истиот. Сепак, постои модерна реминисцентна терапија, која е базирана на комуникација со луѓе кои би можеле да помогнат во обавувањето на секојдневните обврски активности на пациентот. Планирањето и спроведувањето на ваква терапија е многу захтевно за засегнатите страни. Од таа причина, ИКТ системите се важна помошна алатка во тригерирањето сеќавање од минатото. Од огромна важност е да се потенцира дека реминисцентната терапија нема психотерапевтски пристап. Визуелната содржина е базирана врз автобиографијата на пациентите и проследена е со аудио. Ваквите содржини може да се прикажуваат на мали и големи монитори. Системите овозможуваат аудио-видео допир интеракција, како интеракција преку сензори. Ке зборуваме за 3 различни истражувања за влијанието на ИКТ. Клучната разлика е технологијата која што ја применуваат, како и пристапот до различни истражувачки прашања и дијагнози. Број 1 е аквариумот. Се фокусира на интеракција со пациентот преку интерфејс за детекција на допир, гестикулации и глас. Прототипот прикажува аквариум на голем екран на допир, респонзивен на 50 допири одеднаш. Представува интерактивна игра за меморија. Потребата за хранење на рибите преку симулации се врежала во меморијата на голем дел од пациентите. Некои дури ги поистоветувале виртуелните риби со своите миленици од минатото. Број 2 е дигитален фотоалбум, кој е виртуелен персонализиран 2D албум, вклучува соодветни амбиентални звуци во позадина. Прикажаните биографски содржини имаат цел да поттегнат сеќавања и се наменети за индивидуални сесии. Екранот на допир овозможува интеракција слична како со вистински фотоалбум, поради што го прифатили и по возрастните категории. Овој метод предизвикал вербални комуникации и позитивни реакции кај пациентите. Број 3 се персонализирани видеа кои го прикажуваат позитивниот ефект на мултимедијални содржини креирани од трети лица кои немаат директна поврзаност со лицата со деменција. Сепак, содржините индиректно асоцираат на ситуација од минатото на личноста без разлика што не се биографски. Овој метод бил општо прифатен и резултирал со позитивни вербални изјави и невербални гестови. Иако вметнувањето на ИКТ системи во реминисцентна терапија има позитивен ефект, малиот број на тестирани лица е причина тие да не представуваат репрезентативен примерок. Има потреба од тестирање поголем број лица во подолг период. Резултатите, метафорички кажано, ветуваат продолжување на рокот на траење на човековиот мозок. Ова видео е креирано врз основа на научен труд од Александар Беџан.